Македонија десеткувана во борбата со криминалот. Не достигаат обвинители, јавно обвинителски службеници, опрема, пари. Ситуацијата во 3 градови е критична. Во Ресен, Крива Паланка и во Делчево нема ниту еден обвинител. Капацитетите во Кочани и во Штип се преполовени. Битола оперира со само 5 мина од предвидените 11 обвинители, а Кичево наскоро ќе остане со 2, од и еден оди во пензија. И самото републичко обвинителство е во минус од 4. Ојо Скопје е паднато на само 39 обвинители, премалку за обемот на работа во главниот град, а во Гевгелија, каде што се наоѓа граничниот премин Богородица, град на мигрантска и шверцерска рута, има само една обвинителка. Таа обвинителка таму е сама повеќе од 4 години. Се работи за обвинителство со проширена надлежност, тоа значи дека може да застапува и кривични дела, најтешките кривични дела, за кои што е предвидени најтешки казни. Јавната обвинителка во Гевгелија, имав разговор со неа, таа буквално не знае што е одмор. Никогаш последните 4 години не била на одмор. Самата вика не знаем што е ден, што е ноќ. Сега, за да се ублажи таа состојба, неколку месеци, овластив 2 обвинителки од основното јавно обвинителство Велес, кои што да и помагаат со овластување и да застапуваат предмети во основното јавно обвинителство Гевгелија, што навистина има одредена помош, меѓутоа не е тоа решение кое што може да трае подолго време. Состојбата во јавното обвинителство во поглед на јавните обвинители, па и во поглед на јавно обвинителската служба е навистина алармантна. Затоа што во моментов имаме над 95 јавни обвинители, што се помалку. Ако се додадат и оние јавни обвинители, што се членови на Советот на јавни обвинители, затоа што нивната функција мирува и тие не работат предмет на работа, тогаш е бројката над 100. Бројот на обвинители секојдневно се намалува, што се одразува и на квалитетот на истрагите и на ефикасноста и должината на постапките, особено во делот на прибирање докази. Со последниот распишан оглас треба да се пополнат 47 места, но не се знае колкумина ќе се пријават. Оти Академијата дава уверенија и за судија и за обвинител, а судската тога се чини е попримамлива. Кадар од новата генерација на Академијата може да се произведе за најмалку 3 години, а свежите сили не можат да постапуваат по предмети каде казните се над 5 години. Само оваа година околу 5 јавни обвинители, тоа е природен одлив, ќе заминат во пензија. Другата година немам некои податоци, состојбата пак ќе се влошува. Што значи дека наредните 3 години, освен оваа генерација, друга генерација не може да произведе Академијата за суди и јавни обвинители и состојбата таква ќе биде каква што е. Може да се влошува само, а да се подобрува. И ова не е единствениот проблем. Обвинителствата во Македонија работат со само третина од предвидениот број службеници. Согласности за нови вработувања нема, а се нема ниту доволно техничка опрема. Во поглед на јавно обвинителската служба, состојбата исто така е алармантна, затоа што по сегашната систематизација, која што се уште во важност, предвидени се 1126 јавно обвинителски службеници. Подготвуваме нова систематизација каде што бројката ќе се движи околу 1000 јавни обвинителски службеници, меѓутоа во моментов на цела држава јавното обвинителство располага само со 360 до 370, зависи од јавно обвинителските службеници кои користат боледување и така натаму. Значи 1/3. Јавното обвинителство работи со јавна обвинителска служба од 1/3. Минатата година во однос на јавно обвинителската служба барано е вработување на 100 јавно обвинителски службеници. Минатата година немаме од страна на Министерството за финансии средства за ниеден јавно обвинителски службеник. За 2025 година исто така барав само 100 вработувања за јавно обвинителски службеници. Значи од 360-70 барав 100 да бидат 460-70. Не барав ни 200, ни 300, ни 500 да стигнеме до некоја пристојна бројка. И оваа година ни еден не ни дозволија за ниедно вработување на јавно обвинителски службеници. Компјутерите ни се стари повеќе од 10 години. Набавивме минатата година околу 50 на компјутери, меѓутоа сега ги чуваме